Студентите постари од 30 години веќе нема да може да престојуваат во студентските домови, а за насилство, оштетување на инвертар и внесување алкохол или други супстанци ќе следува забрана за сместување од 1 до 5 години. Измените на Законот за студентски стандард се очекува да бидат донесени овој месец. Според министерката за образование Весна Јаневска, тие се воведуваат за да спречат злоупотреби. Детектиравме студенти кои со години се сместуваат во домовите, законски наоѓаат начин и ги користат услугите за 3400 денари да живеат во месецот, 3400 денари во месецот, со сите покриени трошоци за храна, вода, струја и се што им е потребно. Едноставно презапишуваат години на факултет и добиваат услуги во дом. Од иницијативата студентарија ги поддржуваат измените, но сметаат дека санкциите треба да бидат различни за различни прекршоци. Бараат поголема одговорност и од управите на студентските домови. Што внесувањето алкохол само по себе мислам дека не треба да биде толку спорно и толку строго регулирано и казнувано во студентските домови, затоа што студентските домови се средини каде што освен што студентите живеат и учат, те исто така се социјализираат и дружат. Во секој студентски дом ви имате предвидено катчиња и простории каде што студентите треба да се дружат. Во дел од студентските домови дури функционираат и кафичи и барови. Чекуваме дека ако веќе се казнуваат студентите, да се казнуваат институциите кои што го нарушуваат квалитетот на студентскиот живот и стандард. Од Универзитетското студентско собрание исто така сметаат дека редот во студентските домови е неопходен, но предупредуваат дека казните треба да бидат пропорционални на прекршокот. Бараат секој случај да се разгледа поединечно и постапката да биде транспарентна.